пријатели на фудбалот, овој надпревар се окупувачи го следат и представници на повеќе фудбалски. Драги гледачи, добар ден на градскиот стадион во Тетово. Трет меѓународен, меѓудржавен фудбалски пријателски надпревар на нашиот државен тим. Овој пат на овој прекрасен фудбалски спортски објект ни гостува репрезентацијата на Албанија. Македонија-Албанија, репрезентации кои ни следниот цикл се надпревари во квалификациите за Европското фудбалско првенство, играат во мощни силни групи. Ете, низ вакви пријателски надпревари ќе настојуваат што поподготвени да дочекаат фудбалската есен од која и ние и нашите фудбалски западни соседи очекуваат дека конечно Европа ќе чуе многу повеќе за квалитетите на фудбалот и во Македонија и во Албанија. Нашата репрезентација во моментот со најсилниот состав, оној се разбира што можеше и на него да смета селекторот Антон Дончевски. Неговиот пак колега од Албанија во својата репрезентација доведува еден силен странец кој во Германија во последните денови беше во центарот на вниманието. Интересно ќе биде да се види фудбалското мајсторство на Ракли со број 11, фудбалер на Фрајбург, фудбалер кој е најзаслужен со екипата на Фрајбург во Солно дека гости Дуисбург и остана во силната прва германска фудбалска лига. Убава атмосфера на градскиот стадион во Тетово. Очекуваше домакинот, организаторот на оваа средба сигурно поголема посета. Идеално време, веруваме дека избраниците на Антон Дончевски и на Бјекуше Бирче ќе ги покажат сите убавини на фудбалската игра. За нашата репрезентација на почетокот само и посакување да продолжи во оној стил како што играше против репрезентациите на Словенија. Подсетување, овој трет надпревар на првите два Словенија беше убедливо совладена со 4:1 и 2:0. Поздрав до гостинот, а сега и нашата државна химна. Нашиот државен тим, драги гледачи, на овој надпревар ќе настапи со овие 11-мина. На голот ќе биде Трајчев. Потоа Грозданов, Јовановски, Зоран Јовановски, Канатларовски, капитен на нашата репрезентација, Стојковски, Митко, Марковски, Серафимовски, Мемет, Бошковски, Тони Мицевски и Ванчо Мицевски. Од странците, значи, од оние наши што играат во европските екипи, 4, Драган Канатларовски, 5, Митко Стојковски, Канатларовски во Турција, Митко Стојковски во Црвена звезда, Љупчо Марковски во ЦСКА, Црвена звезда во Белград, ЦСКА, Љупчо Марковски во Софија, Бугарија. За репрезентацијата на Албанија, селекторот Бекуш Бирче толку време се двумеше, најпрви еден состав, па пред почетокот можеме да ги соопштиме овие 11-мина. Каплани, Тема, Гало, Чендро, Сулјку, Маљко, Фуртезе, Даши, Далипи, Мартини и Ракли. Ова прва меѓународна фудбалска средба на нашата репрезентација на градскиот стадион во Тетово
ќе води судиска тројка од Бугарија. Митко Митрев, еден од добрите судии во Бугарија, е главен судија, ќе му помагаат Велчо Попов и Пенчо Ковачев. Велат дека од ова може добра судиска тројка, поуспешна фудбалска кариера имал Велчо Ковачев, кој настапува за екипата на Левски. Канатларовски и Тони Мицевски. (16:9), 25 метри. Мицевски. Добар удар. Така, нема гол. Продолжетите 1:0. Мемет 1:0. Навистина остана тамо Грозданов да лежи. Беше фаулиран во продолжување на акцијата по оној прекрасен удар. Репрезентацијата на Македонија дојде во водство со голот на Мемет. Ќе биде тоа водство од 1:0. Веруваме, очекуваме, посекуваме Кире Грозданов да продолжи играта. Навистина логично е по оно што се случуваше досега на фудбалскиот терен на градскиот стадион во Тетово, по на голема иницијатива, по оние многу шанси нашата репрезентација да дојде и во водство. Ова се случува во 21-та минута. Репрезентацијата на Македонија со голот на Мемет води со 1:0. Еве ова завршница по која едноставно не можеше да не се затресе мрежата на изворетниот капитан и голманот на репрезентацијата на Албанија. Тони Мицевски. Бошковски. Слободен удар, имаме сега од оваа позиција. Брзо изведен, не. Нема да биде тоа постигнат. Гол. 2:0. Ванчо Мицевски. Судијата ја погледав како да сакаше да прекине ова акција. Брзо нашите фудбалери го изведоа овој слободен удар. Не реагираше и помошникот, тоа е Велчо Попов, и судијата Митко Митрев покажува на центарот. Македонија, Албанија 2:0. Гледате колку тоа мајсторски, брзо, рутинирано ја изведоа ова акција нашата репрезентација, и со голот на Ванчо Мицевски Македонија води со 2:0. Канатларовски. Тони Мицевски, Кростеров. Канатларовски. Тони Мицевски. Еве шанса за Бошковски, дали ќе има гол? Гол ќе биде Ванчо Мицевски. 3:0. Она што го пропусти Зора Бошковски, успеа во 49-та минута Ванчо Мицевски да зголеми на 3:0. Ново воодушевување на градскиот стадион во Тетово. Добрата соработка меѓу Фудбалскиот сојуз на Македонија и македонска телевизија. Еве, драги гледачи, за сега и во третиот надпревар уживате со головите на нашата репрезентација, со изворедната игра, водството од 3:0 во 49-та минута. Повторнистите фудбалери како предмалку, Сулјко, веројатно Ракли ќе упати удар, тука и Пенка. Околу 17 метри од голот на Трајчев. И гол. Прецизно, тоа е Ракли. Прецизно Ракли намалува на 1:3. Во 12-та минута од второто полувреме, со голот на Ракли, репрезентацијата на Албанија намали на 1:3. Навистина ова убаво мајсторство на најдобриот поединец на репрезентацијата на Албанија заслужува да се погледне уште едно. Таши. Канатларовски. Бошковски. Малку има наши пред голот на Каплани. Бошковски натаму, дали ќе постигне гол? И браво!
Зоран Бошковски, ако не успеа претходно на мајсторски начин, големува на 4:1. Само брзо да го облече дресот, да не заработи жол картон. Жол картон сигурно ќе заработи, воодушевено е поздравен, меѓутоа, еве, сега ќе пожолте, се разбира, и Зоран Бошковски од радост, еве, некако го навика му постанува тоа, го смират, веројатно и тренерите, ќе помине таа радост да изразува на ваков начин. 4:1, Зоран Бошковски го постигнува својот трет гол за нашиот државен тим. Уште еднаш ова заслужува да се погледа, ако чекаше дочека на свој фудбалски начин да го изрази, се разбира, она што овој момент толку силно го потакуваше. Митко Стојковски. Осамен е Бошковски. Успева, треба Солманчо Мицевски да игра, не се определи за Стојковски. Добро е. Прекрасен гол, 5:1. Мајдан Стојковски. Ревија на прекрасни голови. Македонија, Албанија, 5:1. Нема кој да подскокна да го поздрави овој убав гол. 5:1 во второто полувреме, кога и фудбалерите на Албанија на некој начин по голот на Ракли ја отворија играта, многу простор за игри и надигрување и за презентација на шутерските способности на нашите репрезентативци. Прв гол за Маријан Стојковски во дресот на државната репрезентација.